По долги години доцнење и пробиени рокови со присуство на високи владини делегации од Македонија и Косово, денеска беше означен почетокот на градежните работи за втората фаза од автопатот Скопје-Блаце. Изградбата на патниот правец ќе чини 167,6 милиони евра преку заем од Европската банка за обнова и развој, како и 30,8 милиони евра грант добиен од Европската унија. Владиниот врв порача дека овој проект преминува од децениско ветување во реалност и е од историско значење за регионалната соработка. За граѓаните помеѓу двете земји ќе значи подобра економија, подобро поврзување, подобар транспорт, подобра размена, нешто што представува исклучително важен атрибут, посебно во 21. век и е во корелација на нашите стратешки приоритети како влада. Македонска компанија ќе ги изведува градежните работи на овој проект. Тоа значи дека ќе имаме дополнителна додадена вредност во македонската економија, повеќе работни места за македонските граѓани, нешто кое што представува исто така еден од врвните приоритети на оваа влада. Ние сме две држави кои имаат висок проток на граѓани од двете страни на границата. Семејствата, студентите, работниците, професионалците и нашиот бизнис се движат секој ден помеѓу Косово и Северна Македонија. Само преку граничниот премин Елесхан поминуваат околу 54.000 камиони годишно. Трасата е технички исклучително тешка и ќе се гради низ масивот на Скопска Црнагора. Од објавените спецификации речиси 7,5 километри од вкупните 10,5 отпаѓаат на тунели и мостови. Едно силно поврзување на нашата држава со Косово и со Црнагора, отварање кон најмалце две пристаништа, дополнително отварање кон пристаништето Драч и отварање кон пристаништето Бар и уште повеќе за сврстување на Македонија како една раскрсница на Балканот. Со проектот се предвидуваат 5 тунели со лева и десна цевка, 8 мостови, 11 подпатници, 4 галерии, 9 подпорни зидови или околу 40 објекти кои што ги нарекуваат градежниците. Сепак, паралелно со градежните најави, овој проект изминатиот период беше под жестоки критики во јавноста. Од Министерството за транспорт беа објавени документи за сериозни пропусти и манипулации во проектната документација направени од претходното раководство. Според обвинувањата, поради неколкукратни промени на проектот, цената енормно пораснала од 172 на над 240 милиони евра, со што ова стана една од најскапите делници со над 20 милиони евра по километар. Ресорниот министер Николовски претходно алармираше и дека тунелите биле проектирани спротивно на европските стандарди со цел тендерот да го добие една фирма, а беа отворени и сомнежи за шпекулативно купување и препродавање на приватни парцели по должината на трасата за остварување милионска експроприација.